Hello и добро дојдовте во уште едно ново мое видео. Денеска сме повторно во кујна и денеска ќе ви покажам како јас уствари правам чизкейк или ти моето омилено благо. Чизкейк искрено знам да правам на многу начини. Денеска ќе правам орео чизкейк, така да за тие што ви интересира како јас го правам, што ставам и така натака, останете до крај. И исто така сакам да ви кажам дека се што ви е потребно ќе ви покажам, но за точна количина и како што целиот рецепт ќе ви го пишам во description, за да може да си го гледате и да си го направите по ваше, заради тоа што искрено јас секогаш различно го правам и секогаш пробувам нешто ново, поточно додавам, одзимам и така натака. Овој пат ќе го направам исто како претходниот. Само ви покажав слика во ствари на Инстаграм, но дефинитивно ми се покажа дека многу повкусен за разлика од претходните пати кога сум го правила. Дефинитивно има многу мали интересни цаки кога станува збор за чизкейк. Јас правам чизкейк кој што искрено не се пече, се прави многу брзо и е многу лесен. И ова се состојките, поточно бела чоколада, ни требаат 2 крем сира, ни треба орео колачи, орео, јас купувам вакво за кафе, уствари го мелам и доаѓа за чизкейк, путер и шекер во прав и крема за да направиме шалак. Така да овие ни се продуктите и ајде може да почнеме. Во сад и потоа ќе ги изблендам бисквитите од орео, за да може да ги измешам путерот со бисквитите и да добијам смеса која што ќе ја ставам во самиот сад и тоа ќе ни биде основата. Фактички наместо мелени бисквити или плазма да ставам, јас ставам мелено орео, така да на некој начин е исто, а и не е толку исто, искрено, заради тоа што многу поразлично е на вкус. Сум пробала и со обични бисквити и со орео бисквити, е стварно она, баш кој ќе кажам орео чизкейк, дефинитивно треба да е целиот во орео и тоа мисли го делат многу луѓе со мене што го имаат пробано ова. Тоа сакам да ви кажам, доколку го имате, доколку пробате овој рецепт, обавезно ми пишете на Инстаграм. Јас овој рецепт го имам ставен уште лани, кога му беше на таде роден ден, заради тоа што правев тогаш 2 чизкейка на различни начини и овој ми беше доста интересен, па го споделив со вас, имаше доста коментари. Сега ќе го додадам во садот путерот. Мешам додека не ми се соедини. гледате како потамни буквално. Потемно е.
го истурам и го притискам за да се направи равно од сите страни. И потоа постепено додавам од состојките. И ви го кажам целиот распоред, како јас го правам и како најдобро ми си има покажано. Се надевам дека ме слушате. После павлаките ги ставам на маска, или крем сирење кој како се лупка. Личноста. На крај ќе ви покажам уствари тоа што мајка ми многу пати не ми даваш да готвам дома, а јас како готвиш така што поточно може и да приметите кога готвам, стварно уживам и не се замарам дали ми е прљаво, дали сум направила буквално хаос во кујна, затоа што кога ќе забршам се сето тоа, кога ќе биде се направено, тогаш ми е најголо да се чистам и да не заборавам. Фактички, на некој начин јас се внесувам во готвење и не само во готвење, не знам, и кога одбирам аутфит и било што, мене ми е собата хаос, бомба. И после тоа сакам да се следам како што било претходно, ама секој има свој начин нели на правење работи, додека мама, например, она готви ми е паралелно, што мене тоа ми е, не знам. Ги оставаме малку мир. Следно е чоколадото, па потоа стопената чоколада, па потоа шеќерно прах. Барам близо ми, не само што барам треба. Треба да зијам крпата. Може да заприметите дека, не знам, ствари колку може да заприметите зашто малце подалеку. Чоколадото не го топам скроз, значи сакам да има и малце делчиња останати. И оставив и останатиот дел од чоколадото да се дотопи, заради тоа што ми треба за
горниот дел. Инаку кога сме кај овој миксер, само топла препорека имам на вас, не е никаква реклама, него е стварно искрено ме кажам, заради тоа што подобар миксер ја од животот немам сретното. И на крај се додава шеќер во прав. Јас ќе ви напишам буквално во грамажа колку треба да ставите, но јас како што гледате веќе ми е навика и веќе ставам буквално од рака, заради тоа што многу често го правам и некако се навикнав колку треба да ставам и некогаш плюс, некогаш минус и ми е така највкусно и најубаво направено. Буквално вака. Ево ставаме без кексот. Обед мало. Сироч мамо го. Любим бенеф. Пошто бенеф сега нешто што сакав да ви кажам е тоа дека мене барем откако ќе го ставам филот, правило за чизкейк треба да се стави прво во фрижидер, да се стврдне колку долго, па потоа да се прави горниот дел. Но јас последниот пат не го направив искрено тоа. Туку откако го направив филот, одма после тоа па ми се стопи шоколадата, го исправив подозгоре, декорирав и тогаш го ставив во фрижидер. Искрено најмногу им се допадна овој пат. Не знам зашто, најверојатно беше многу поубаво стврднато се заедно. И така и овој пат ќе го правам. Ја не сум нешто многу профи, ама правам вкусни работи. Тоа е многу побитно од било што друго, искрено. Многу често знам да си кажам во стомак и ова на штруци дена гости. Нашите мажи заедно морам да разкажам за неа. Она е таа што ме влече секогаш за благо. Заради тоа што Јована не може да живее еден без Бога. Туди кога беше трудна, се сеќавам за тоа што нашите мажи беа најпрво цимери, и она не живееше тука, и јас не живеев, и ми беа цимери, додека не дојде она да не се пресели, затоа што пред нас се цема. Стално нешто ново искусуваме, што да јадеме, што да правиме, и јас стално ја викам, ти си трудна, немој да јадеш толку благо. Стално. И чоколадата се стопи додека беше се уште во топлата вода, додека се настопуваше уствари, јас додадов минимално путер и додадов остаток од сладка павлака, така што се направи некоја интересна смеса. Поточно е малце по-густа за разлика од тоа што остаток направи.
Сега ова ќе го истурам од озгоре врз филот. И ми останува уште да доставам, тоест да наредам чоколади од озгоре. Орео колачи од озгоре. Ева како изгледа на крај чизкејкот. Сега ќе оставам во фрижидер и утре е спремен да се јаде. Чекам. Буквално сега е готово и сега е ред да го средам мојот хаос што го направив. Така да доколку ви се допадна ова видео, ставите лайк, сабскрајбнете се и пишете ми каков друг чизкейк сакате да ви направам. И нормално забравяйте да ме следите на Инстаграм. Фала ви многу. Чао! Зојкова готви е вака.